Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пита со пилешко и печурки. Да започнеме со состојките. За тестото ќе ви треба 250 грама брашно, 110 грама путер, 5 лажици студена вода и смеса од јајце и млеко за премачкување. За филот ќе ви треба едно големо парче пилешки гради, 2 лажици нишесте, една рака печурки, една коцка за пилешка супа, сол и бивер, маслиново масло и вода. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано сет тави за пица и тава за пржење. Подготовката ќе започнеме со правењето на тестото со путер. Исечете го изладениот путер на коцки, ставете ги во брашното и гмечете ги заедно со раце додека путерот да се растопи во брашното. Потоа ставете го тестото на работната површина и направете дупка во средината. Ставете малку млака вода и почнете тестото да го месите со раце. Ако е потребно, ставете уште вода и бидете трпеливи за да добиете убаво тесто. Направете топче од тестото, завиткајте го со целофан и ставете го 30 минути во фрижидер да се излади. За да го направите филот, исечкајте ги пилешкото и печурките на мали парченца, а потоа ставете ги во тава со малку масло и пропржете ги. Додадете малку нишесте за да се згусне филот, а потоа ставете ја и коцката за пилешка супа и малку вода за да добиете сос. Искрчкајте го за да испари вишокот течност. Убаво зачинете, посебно со црн бивер кој одлично ги дополнува вкусовите. Извадете го тестото од фрижидер и ставете го на површина попрскана со брашно. Расукајте го тестото во кружна форма, но внимавајте тоа да не биде премногу тенко. Со лажица ставете го филот на средината и потоа пресечете голем круг околу филот, остранувајќи ги нерамните рабови. Преклопете го тестото од сите страни за да добиете убав ефект. Со четка намачкајте ја питата со смесата од изматена жолчка и млеко од озгора за да добие поубава боја на крајот. Питата ја преклопуваме со парче тесто исечено во форма на печурка, а можете да ставите и парче во форма на кокошка. Зошто да не? Ставете ја питата во рер на 30 минути на температура од 150 степени додека тестото да се испече и да добие златна боја. Извадете ја и оставете ја малку да отстои, а потоа исечете ја на парчиња и сервирајте ја. Направете малку сос од соковите и вкусовите кои се задржаа на дното од тавата во која го правевме филот. Јадењето послужете го со варени компири со путер, зеленчук сготвен на пареа и богат сос со вкусна пилешко како прилози. Овој рецепт е одлично зимско јадење, а можете и да експериментирате со вкусовите. Внимавајте да не го направите филот премногу течен, па тестото да ја изгуби формата. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!